Четврток, 13 април, кратки вести во 12 часот. Со или без законските измени на 8-те закони што се во собраниска процедура, автопатите на коридорите 8 и 10Д ке се градат, а наш интерес е да се гради побрзо и поевтино, порача првиот вице-премиер Артан Груби, кој воедно и координатор на изградбата на делниците. Според него секаде каде што работеле Бехтел и Енка, работната недела била 60 часа, а работниците потпишувале пишана согласност да работат толку време и им бил платен секој работен час. На коридорот 8 прво ке стартува изградбата на автопатот Тетово-Гостивар, потоа Гостивар-Букојчани и делот од автопатот Кичево-Охрид, што ќе води кон новиот граничен премин со Албанија кај Радолишта, наместо до Ќафасан како што е сега. Пред нас е продолжен великденски празничен викенд што ќе донесе зголемен број посетители во туристички Охрид. Најавите од хотелиерите се дека сместувачките капацитети ќе бидат половично исполнети. Ако на ова се додаде и големиот број домашни гости, особено оние кои имаат сопствени станови во Охрид, сепак ќе имаме солидна исполнетост за најголемиот христијански празник. Метеоролозите за викендов најавуваат променливо облачно време со можни локални врнежи од дожд. Великден и 1 мај секогаш се најава за предстојната туристичка сезона во Охрид. Да се надеваме дека ќе имаме успешна сезона исполнета со бројни гости во преубавиот Охрид. Во вторник 18 април бесплатен влез во подружниците на Националната установа Завод и музеј Охрид. Поводот е одбележување на светскиот ден на културното наследство, па така слободен влез за посетителите ќе има во музеј куќата на Робевци, Самуиловата тврдина, музеот на вода во градиште и галеријата на икони. Времето денес сончево и топло со мала до умерена локална облачност, дува слаб до умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.